Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме ние. Мешавина од стилови, микс од времиња и простори, предмети од Франција преку Русија па се до Кина. За некого изгледа луксузно, за некого кич. Ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Од објавените бомби лесно може да се заклучи дека интериерот и екстериерот на владата се по вкусот на поранешниот премиер Никола Груевски. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме ние. Тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Додаваме нон-стоп толку многу трошоци и обврски да не постои нормална земја у светов. Америка да бевме па ќе немаше да издржи. Лустери од кристали високи по неколку метри, рачно изработени теписи, луксузен мебел, детали со позлата или барем налик на позлата, кинески вазни, нови или можеби од некоја династија. За екс-премиерот Груевски безбедноста била прашање од највисок приоритет. Со непробојни прозорци, други специјални заштити и посебни снабдувачи со кислород за кабинетот. Тие неколку простории се направени да функционираат како посебна капсула во рамките на владината зграда. Ние сме лудаци. Кабинетот на премиерот е обвиен со непробојно стакло. Ова што го правиме е ненормално. Посебната тераса до која се стигнува од премиерскиот кабинет е покриена со челична конструкција и повторно со непробојни стакла, тешки неколку тона и дополнителна мрежа на горниот дел, најверојатно за заштита од дронови. Ние сме лудаци. Овие навидум обични столбови всушност се 4 инвертори кои според капацитетот би можеле повеќе денови да ја снабдуваат премиерската просторија со кислород, а таа да остане затворена како бункер. Тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Екс-премиерот направил и посебен ходник и влез само за него до салата за владини седници. Таму пак вратите се со необична дебелина и тежина, со дури 5 опции за заклучување. Звончето на премиерското место најверојатно служело за шефот да ги прекори оние кои ќе го нарушат редот на состанокот. Но луксузот и реновирањето се ограничени само на коцката во која е сместен премиерскиот кабинет. Како контраст, вака запуштено изгледа старата сала за владини седници. Слично, нечепнати се и другите кабинети во другите коцки. Буквално тој термин што го употребуваат комуњариве за бегани, тоа е тој. Човек што изгубил контакт со реалност.